Нашите чаши се целиваат, во нив црвеното вино се смее. Другари, дали сте и вие искрени, како тој усмев што искресто тлее? Јас имам една желба по тајница, за неа сега си помислувам, проклето срцево, ако ваше не е. Здравицата на нашиот поет, мудрец, уметник на зборот, Блаже Конески, ја отвара портата на тиквешијата, Демир Капија, онаму каде што уметноста се точи, пие, пее и живее, покрај гроздовите, брзаците и орловите гнезда, кои ја чуваат клисурата, стрмна, величенствена и предизвикувачка, за адреналин, полнокрвност, живот. Среќата и љубовта имаат боја на вино, а оваа приказна е капка демиркаписка во местото каде што чашите звонат и среќата се дели со желбите во најубавите здравици. Не можеме да уживаме во среќата ако не ја делиме со другите. Затоа нема да губам време, одам веднаш да најдам мојата денешна соговорничка, бидејќи не очекува на вистина интересна авантура. Здраво! Како Ние ќе се изгушкаме. Добра си? Супер, одлично ти. Супер. Како ще изгледаш? Да. И ти стај да си се пофалиме сега. Нема Како беше она, ти мене војбода. Фалиме усто. Адријана, овде сме не случајно, намерно. Во една твоја неодамнешна објава на социјалните мрежи напиша дека многу сакаш да патуваш, дека сите покани за патување ќе ги прифатиш со задоволство. Така е. Сега извини, мојава дестинација можеби не е екзотична, ама ти имам спремено, знаеш каква агенда? Стварно? Да. Баш со душа чекам да видам. Не на битолски ќе ти изборам сега, пошто ја представам Битола. Ако Со душа чекам да видам. битолчани пијат вино, така што нема да имаме никакви проблеми. Порано сум патувала единствено кога имам турнеја негде, сум го прошетала цел свет, тоа кажувам, меѓутоа сите автопати ги имам видено. Немам доживеано она точно како треба баш на дестинација каде што сакам јас да одам. И еве овој пат се деси така пред скоро време, бев со оглед на тоа во нареден период секое слободно време ми е искористено за патување, во агенда ми е секое слободно време. Авантуриста си, така? Да. Значи авантуриста си, сакаш да одиш на места каде што не си била. Да. Јас две работи ги исполнив, третата ќе биде изненадување. Супер. Во Демир Капија никогаш не си била. Не сум била. Имаме една супер авантура или винска тура. Бидејќи и јас немам никаква врска со Демир Капија, моравме да најдеме некој кој што ќе ни раскаже. Така. И сега имаме еден твој колега, додуша е од забавната фела, Добро, меѓутоа пак е мој колега со оглед на тоа дека бев забавњак. Тоа подоцна ќе го кажев. Значи не ми трчај. Тој ќе ни биде домаќин од овој крај, го познава и одиме да го најдеме. Джоле не изначека. Сега да ти кажам нешто. Прво да ја поздравам сите. Добро ти дојдовме. Колешке, Колега, добри сте? добри, одлични Баш ми е вие. драго е што бе запознав. Така Не бе е. знаев до сега, мислам Така бе е. знам, него вака лично не се знаеме. Така е. Баш ми е драго е у Демир Капија баш тоа. И баш ми е драго сте мен. Така. Минатата година исто ваква средба имаше во Неготино на площадот. А сега во Демир Капија. И се прашам, се викам, Дорој Ѓуко, што сега ти правиш у Демир? Сега ќе ти кажам јас зошто е така. Како викаат, од кај ти е жената, од таму ти е родата. Ете што била работа. Па тоа е работата. Джоле, од овој крај си, Така е. кога
портата ќе ви ја отвори Џоле, никој друг. Нема кој да отвори, сега- дефинитивно. У Тикашијата нема кој да ја отвори. Ти ќе ни Дали бидеш Кавадарци тоа Неготино или Њемри Капи Џоле, тука нема да. Јас и Адријана решивме да бидеме авантуристи а ти да бидеш наш туристички водич. Дали смисли каде ќе не носиш денес? Значи вака. Прво да кажам дека Демир Капија е срцето на Тикашијата. Бар за мене. Многу убав градче, среден, убав терен, баш на топ. И сега размислувам првен кај тоа ми би отишел најпред. И сега знаеш што? Погледнав тука и вика музеум вајн. Вика музеј, вински музеј. Ајде ми таму. Епа, ако е таков редот, одиме во Може музеј. ли? Не знам, Адријана, дали имаш Не. нешто против? Каде ме носите, јас сум авантуриста денес. Одиме, тогаш во музеот на виното. Goes to my head, makes me forget that I still need her so much. Сега вака. А гледаш ова железна врата? Добро. Таа, јас би рекол се вика Демир Капија. Ова врата. Железна капија. Железна Епа капија. домаќинот треба да ја отвори. Да отвориме? Ајде. Ајде, одиме. Видите? Фала ти, Џоле. Значи, ова е винскиот музеј на Демир Капија. Сега ќе ја видиме кустусот Цветанка, ќе разговараме со неја и таа најубаво ќе ни каже се што има во овој музеј. Супер. Ајде. Добар ден, Добар ден. Цветанке, како си? Добро, како сте вие? Баш ми е драго што дојдовме да те посетиме. Така, Тоа се нашите пријатели Добар ден, од Скопје, Сандра. од емисијата Мастер Мовет. така. Ја рекол кај чуме прво во Демир Капија, викам кај одиме, викам во музејот, винскиот музеј. Don't let me be alone in staring upon my blue. Значи, музеот започна со работа 2010 година како резултат на една приватна донација, колекција на едно локално семејство со потекло од Србија, семејството Будимировиќ, кои што долги години наназад собирале предмети пред се врзани со винската конзумна култура. 2010 година имале толку многу предмети што во согласно со општина Демир Капија решиле да ги подарат на општината и така настана овој музеј. Од 2010 година ние работиме со односно две поставки, археолошката галерија и винската галерија, која што е овој наш репрезент. Колку е стара традицијата? Многу е стара, на производство на вино секако дека не било секогаш вака како што е денес, од најпримитивниот начин на добивање на вино со, еве се сеќавам уште како дете, со газење со нозе. Тоа е еден традиционален начин. Порано во тие камени корита кои што во Тиквешијата и ден денес може да се сретнат некаде на некои високи места, рачно работени, за да се згмечи, да се добие тој божествен пијалок, од кој што нели во митологијата се вели пијалок на боговите. Треба да се внимава секако кој колку ќе конзумира вино. Препорачливо е секако црвеното вино кое што е чистач на организмот од секакви наслаги и токсини. Имаме таму еден приказ на мелење на грозје, односно на газење на грозје, една гипсана представа, релјефна, од еден наш локален автор, еден наш вајар скулптор, Горан Ѓорев. Еве, например, тука е традиционално прикажан начинот како порано во старо време се носело, се мелело грозјето, се газело и на никој не му сметало да го пие тоа вино. Заради тоа што луѓето од најстари времења и читаме во литературата и во најстарите текстови е запишано дека после секоја битка следува гозба во која што и војсководачот и генералите и војската сакаат да седнат, да уживаат и да пијат убаво и квалитетно вино во друштво со богот Дионис, богот на виното и баханалиите. Овдека тука горе на паното се гледа, тоа е еден сад каде што е прикажан богот на виното Дионис со баханалии.
многу е стар, од крајот на 5-тиот до почетокот на 4-тиот век, во тој период е настана тој предмет, иако неговата намена е сад за вода, хидра, вода, сад за вода, меѓутоа не им сметало на авторите кои што го насликале тоа сликарство да го представат Дионис со баханалиите. Исто така, тука е најдена една мермерна плоча каде што се представени баханалиите, тоа се оние прекрасни убави жени во свитата на богот на виното Дионис. Денеска таа плоча се наоѓа во музеот во Неготино, иако е пронајдена во Демир Капија. Така да имаме ние многу докази кои што докажуваат дека виното како пијалок бил посакуван, убав за пиење, интересен, им причинува задоволство, релаксација од најстари времења до денес. И сега рековте, знаеме дека нели виното е пијалак на боговите, бидејќи ние денеска така сакаме да се чувствуваме, а Демир Капија е совршено место за тоа. Пред нели да ви се заблагодарам за гостопримството и сите овие податоци кои што ни ги кажавте, би сакала да ни покажете некој специфичен предмет, затоа што ние знаеме нели вино, чаша, ни треба отворач за тапи, меѓутоа нешто што можеби не сме го виделе, нешто што е старо, што датира од тоа време, некаков предмет интересен некој. Така, на пример овие мали клучеви кои што служеле за отварање на шишиња за вино, вие самите ќе ја видите како се тие убаво прекрасно издекорирани во форма на винова лоза. Значи, тие секако дека можеби во други музеи ги има, меѓутоа кај нас, тука во Тиквишијата ги имаме ние, ниту околните музеи, бидејќи се општи музеи исто така, кај нас ги има ете тие музеи или овие затки за затварање на шишиња, исто така си имаат своја специфичност, кои што се изработени од посебни материјали, интересна е нивната декорација и сите имаат своја некаква форма. Тука имаме еден посебно ми рековте предмет кој што сакате да биде, би било интересно да биде посебен раритетен. Имаме еден тестер за вино, ќе ви го покажам тој тестер за вино. Тоа е ово еден мал сад, кој што семејството Будимировиќ го има купено од Франција. Овој мал тестер, го гледате тука, сребрен сад, кој што служел за тестирање, односно за првично пробување на виното за неговиот квалитет, јачината, состојките кои што ги содржи во себе, секако хемиски составот не може да се утврди од едно пиење, меѓутоа денеска сите знаете кога се на тие надпревари виното кога се тестира, кога се пробува, значи стручњаците прво ја движат чашата, па го мирисаат виното, да ги осетат аромите, така да тоа е еден стар сад, внатре можете да го забележите. Има еден символ на цветот крин. И сега, бидејќи денес ние ќе имаме дегустација на вина, јас би ве замолила да ни го дадете садот, ќе ни наврши голема работа денес. Се шегувам нормално. Секако, тоа не е дека не е добро, меѓутоа музејските експонати ние мораме да ги чуваме строго во витрините. И уште една работа која што веројатно ќе ги интересира гледачите, дали музеот е отворен и во кои денови, како работи, како функционира? Така, музеот е отворен секој ден. Јас сум тука од 8 часот наутро до 16 часот попладне, така да отворени сме за посетители, домашна и странска публика, секако нас тоа ни е во описот на нашата работа, да ги погледнат сите предмети кои што ги имаме тука, кои што се и дел од винариите, кои што живеат, екзистираат во околината на Демир Капија, а кои што се едни од најстарите на Балканот. Значи, пред да се оди на дегустација, не е лошо да се сфрати овде, да се види дека виното само не се гази, така? Туку има и други начини на добивање на производство. Има секако, особено современите начини, кои што денеска вклучуваат многу современи средства, и ние веќе не сме истите кои што порано кога го пие старите наши луѓе со газење на виното, сега е тоа незамисливо, има современа технологија која што возможува многу пософистициран начин на добивање на вино и тоа е божествениот пијалок во кој што сакаме ние сите да уживаме. Јас веќе добив желба да станам Божица, не знам, Адријана. Ѓоко знаеме, тој од овој крај. Ти со виното како стоиш? Јас во принцип не сум некој љубител на алкохол, меѓутоа сакам да се напијам чаша добро вино, така да е добро ќе ми дојде. Да не губиме време, одиме да пробуваме. Цветанке, ти благодарам многу. Ви благодарам и вас на посета. Многу истопно ни кажавте.
Верувам дека гледачите бидат многу задоволни. Јас Благодарам уште еднаш. ви честитам на емисијата прво, Благодарам. бидејќи кога имам време ја следам. Ви посакувам успех, меѓутоа очекувам туристи. Еве, Вашата емисија секако дека ќе го отвори патот и за нас и за вас, за поголем број посетители. Затоа и ве прашав на крај, ве прашав така за да знаат Точно. луѓето кога е отворен музеот, Секој ден. да, затоа и ве прашав. Се надевам дека ќе помогнеме, тоа е. Секако, јас ви благодарам на Исто. посета и ве очекувам во нека следна прилика. Ако музеот наречен Вински парк е првиот репрезент на традицијата, тогаш Демир Капија не може да се доживее и искуси во целост без нејзиниот воден акватика парк. Местото каде што секој авантурист се зближува со природата. За сите кои сакаат да ја почувствуваат слободата преку кампувањето, непосредноста на дружењето и едноставноста на примордијалниот вкус на свежата риба на жар, без разлика дали е уловена или од најдобриот рибник, акватика е уште една алтернативна композиција од можности за искуствен туризам. Паркот располага со езера за рекреативен риболов, кампинг зона и пикник места каде што вкусот на тиквешијата е заокружен со малите тајни на големите мајстори, чиј предизвик е да се улови и најдобриот вкус на едноставните ароми кои доминираат на чист воздух. Токму тој баланс меѓу рибарењето и мрестењето и изборот на двете можности денеска е концепт. Приказната се развива 25 години, од 1998-та, кога рибникот Акватика започнува со одгледувањето на конзумен краб и производство на неговиот порибителен материјал, како основна дејност на брендот во 2003 година, која веќе во 2011-та прераснува во иновативен кампинг модел со поддружница Акватика парк. Тогаш Македонија добива идеално место за рибарска медитација, рекреација и извонредна храна, чии деликатеси се крапот и пастрмката, која рибникот ја произведува од 2020 година. Производството на околу 200 тони краб, 50 тони пастрмка и околу 20 тони на порибителен материјал, во чија асортиман влегува и сомот, е резултат на уметноста во менаџментот, којот пионер разви првенец во регионот, извозно ориентиран и општествено одговорен, стимулирајќи ги алтернативните форми на туризам покрај Демиркаписка Бошевица и Тиквешкото езеро. Овие мали лагуни се идеални за рибарски приказни, пасионирани кампери и нови генерации на влюбеници во природата. Логорскиот оган, гитарата и ѕвездите се уште се хит во пикник сеансите, кои градат нови пријателства, кои ги поврзува Акватика. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Ќе одиме во Попова кула, Се убаво место, надеваме дека и таму има што да се види. ќе компензираме. Така. Сакам да, тоест малку разговаравме бидејќи повеќе слушавме до сега. Оно што сакам да те прашам е, можеби малкумина знаат дека твоите почетоци во музиката се всушност во забавната. Така. И ако јас добро сум информирана, си? сега ќе видиме со прашањево. Твојот прв официјален настап е во хорот на Сидо. Така е. Какви спомени носиш од тоа време? Па, мислам дека тоа ми беше најубавото време во Сидо. Баш и долго се задржав. 91-а, прв пат на 7 годишна возраст, пеев во хорот. Така. Потоа уште 2 години пак пеев во хорот, бев многу мала за да пеам и 95-та имав шанса да пеам солист. Имав преубава песна која долго време беше и хит на тогашните топ листи, нели тогаш имаше и многу такви детски емисии. И имавме многу турнеи низ Македонија, гостувања. Мислам дека најубавиот период од детството ми беше тоа. Која беше песничката? Моите тајни. Кога ги читам моите тајни.
Не, за ова не знаем, да. Нема, веројатно нема снимки за ова или Има или ќе снимки, има на побарам, да. YouTube. Долго време беше дел од светот на забавната музика. Ти дека си одличен пеач, тука нема дилема. Меѓутоа некако луѓето имаат можеби погрешна слика за тебе, затоа што во јавноста повеќе се истакна кога влезе во фолкот. Така Зошто реши да направиш таков Па чекор? тоа не ми беше нешто планирано да преминем од забавно во народно, меѓутоа така испадна склоп на околности да колеги мои кои што беа мањак со пеачка, им треба пеачка, беа народњаци, отидов на припомош и останав. Некако ми се допадна и тој стил и веќе се префрлив скроз, мада мене забавното секогаш ми е на прво место и на моите настапи секогаш можда едно добри саат време одвојувам за забавно. Ќе те пробаме, ама да не биде сега вака на суво, како викаат жаба на суво, не крека. Може. Кажи ми, бидејќи цел ден зборуваме за вино, и треба да дегустираме вино, кое ти е поомилено, белото или црното? Црно вино предпочитам. Меѓутоа, јас не сум и некој алкохол, не конзумирам многу алкохол како што кажав. Меѓутоа црно вино повеќе сакам. Како вика, црно како болка, сладко како мед. Така? Па не знам, така некој мисли мудри читав нешто и јас така нели да поднаучам за виново, да кажам, а не само да го дегустирам. Така, треба да бидеш спремен. Ништо, одиме да муабетиме и да дегустираме, тоа ни остана. Summer wine. Има нешто поетично во дождот. Ферментација на мисли, емоции, сеќавања. Тогаш пие природата, почвата, мајката на рожбите на светот. А Демиркапија ја чува голема Богородица, средишната црква, чие празнично чествување има двојна символика. На 28 август е завршена изградбата на винскиот храм, до кој води булеварот на виното. Тогаш започнува најубавата приказна за боите на винските виори, кои ја точат уметноста во чаша. Бела, златна, розе, румена, чемерна. Невен, ти си овде главниот енолог и ти благодарам што се согласи да бидеш домаќин на нашава винска тура. Навистина, од она што го видовме, се овде импресивно ќе речам, ама бидејќи сме нели ние туристи, рете да видиме како тече таа тура, винска тура што ја нарекувате вие. Најпрво добре дојдовте, чест и задоволство ми е да ве водам низ оваа винска тура. Како почнува турата? Ние рековме дека еден дел скокнавме, така. Да, прво ние почнуваме со производство на грозје кај што се наоѓа на нашиот горен дел, кај што не е позгодно за работа. Почиња најпрво со мелење на тоа грозје, гроздовата каша ја ладиме и за производство на бели вина оде гроздовата каша во преса. После пресувањето, гроздовиот сок го симнуваме доле, кај што ни е поладно, и тука почнува процесот на седиментација на сокот и после ферментација на истиот. Ферментацијата се одвива во различен период, во зависност од различни сорти. Така. Vido il mare quanto è bello, spira tanto sentimento, come tu che eternamente lasciato fai sulla. Адријана ми е љубител на црно вино, затоа прашувам каде да ја носиме неа. Таму во собата за барик. Ништо, додиме да ја видиме таа соба за барик. Ајде. Дојдовме кај црвените вина и сега Адријана од оправдани причини не може многу да пробува, ама изгледам мене ми е среќата да пробам.
Задоволството е твое. Така, како јас преска реков една убава мисла за црното вино. Црно како болка, сладко како мед. Се надам дека ова е сладко како мед. Дај да видим. Повери. Благодарам. Пак ова е бурето. Мислам дека ќе ни биде доволно. Ќе се согласите и вие. Што вино е? Ова е Вранец 2021 кој доаѓа од околината на Попова кула. Овие се оние дабови буриња кои што ни ги каже сега. Какви се вина има овде? Тука има 3 типа на вина, Добре. тоест 3 сорти. Едно има Вранец, друго е Каберне и Прокопец. Кое е она кое што најмногу е барано или можеби кое што е, да речеме, помеѓу широките народни маси најпопуларно? Видите, секој стил на вино си има свој купец, така да тоа е лична преференца, кој какво вино сака, кој какво вино му одговара, такво се консумира. Некој сака полесни вина, поароматични, други сака потешки вина, во зависност од храната која консумирате, соодветно и виното се го прилагодувате на исто. Убаво е кажано ова, во зависност од храната, ние горе имаме некоја спремна, ќе речам, не знам, тура, ќе дегустираме, се надам дека ќе пробаме уште нешто од вашето вино. Сигурно, дефинитивно. Ништо, јас благодарам за ова, како да наречам, информативна туристичка тура. Одиме да видиме што имате во остатокот од објектот. Одиме. Кога ќе се обеди над уметноста на откривањето, создавањето и екстазата во вкусот, тогаш имаме ремек дело. Велат за убавината и за вкусовите не се дискутира, но сепак постои дефиниција, јасност, складност и интегритет. А кога е собрана на едно место, во Демиркапија, се вика Попова кула, затоа што ги има сите атрибути кога зборуваме за уметноста на виното. Овој вински храм го добил името по стратешката кула на Стариот римски пат, срушена во Валандовскиот земјотрес. Попова е затоа што ја изградил внукот на попот, а на нејзиното место започнува приказната за една од најмаркантните и најуникатните нови винарии во меѓународна конкуренција. Нејзината посебност е во нејзиниот дизајн, понуда и мисија да ја задржи единствената автохтона сорта, станушина, од работ на исчезнувањето, станувајќи нејзин единствен производител во светот. Покрај принцезата Станушина, која денес со уметничко име се најде во кралската лоза од менито на 12 дегустации, винаријата е една од малкуте преостанати на Балканот, со сортите Прокупец, Жилавка и Темјаника. Овде се си има символика, од датумот на почетокот на изградбата, Свети Трифун, до нејзината завршница Голема Богородица, празници кои имаат значајно место во нејзината програма со сопствени настани. Комплексот е толку внимателно развиван и дизајниран, што представува целина од хотел, ресторан, автокамп, бутик за вино и сувенири, детско катче. Се за сите, но најмногу за виновкусците. Покрај спектарот на вински сорти, Попова кула произведува и домашна жолта ракија и лаванда, со што станува кралица по збир на уникатности. Ароматерапија, фотосесии, домашна жолта, вински дегустации, панорама, олимпијади, атракции, венчавки, општествена одговорност, инклузивност и виртуелна прошетка, се во една демиркаписка матица на виното. Ако го замислите менито како калейдоскоп од 12 дегустации, ќе ги видите најфините нијанси од бои и вкусови кои Попова кула ве кани да ги откриете. Овде тајната е во процесот на играта, која почнува од интрига и увертира, и затоа нека остане изненадување.
се наоѓаме во моментов во Попова кула, благодарам за препоракава, навистина местово е врвно. Сега се надам дека ќе биде и храната. Овде имаат ни дадоа 12 опции да избереме, ние одбравме онаа македонска седенка кеф. Рековме ако надвор речи ни времето, барем нас да ни биде овде убаво да си направиме кеф на душата. И сега ни рекоа дека сите тие нели менија, како да ги наречам, имале нели свој ред. Се почнувало со мезенце и со ракија. Сега така ни рекоа, како ни рекоа, така ќе правиме. Како ќе не послужи, така ќе да го Да, спираме. сега малку ти со постов ми одскокнуваш, ама еве има веќе тоа, има и за мен, има што да се јаде. меѓу сите овие песни што ги нели снимаше периодов наназад, мене ми остави најголем впечаток Месечина. Знаеш дека таа песна многу ти ја сакам. Да. И бидејќи треба да мезиме и да тераме кеф, прво ќе замезиме, па спремај се да ми запееш малку од Месечина. Спремам. Иако ме пееш ти редовни посвирки. Не е проблем. Џоле, и ти периодов иако си од онаа постара генерација која што очекувано веројатно треба да биде дома, ќе продолжам со прашањето, прво да прашам што е ова? Повелете, ова не е домашна ракија, ракија на наш производ на винарија Попова кула. Ја има само овде или ја има и во Ја имаме само овде, значи, ние се ја произведуваме, тоа е наш производ. Тоа е ракија стара, одлежана во буриња, има 42 степени алкохол. Пријатно ви ја пожелувам баш со ова салата. Да ви благодарам, денес чиста ексклузива, ајде да Здравјте. на здравје. Да сме живи и здрави. Јас барав преска буре од виното, ама изгледа ќе барам бури од ракијава. Џоле, ти си нели од онаа генерација, да се вратам на прашањето, постара, која што сите очекуваат да е дома, да одмора, да ужива во пензионерските денови, ама ти нешто после коронава се активираше. Мислам дека нема вечер да не настапуваш. Што правиш? Гледаш што е короната, како вирусот делува. Тебе те крена вирусот тебе. Вирусот, види да ти кажам. Јас мотивот, мојот мотив да пеам понатаму активно, го имам само од еден човек. Корано кажав, тој пак ќе го кажам, тоа е Том Джонс. Он на 82 години пее, прави концерти и вика, ако сакаш да живееш, ќе пееш, вика. И ја да ти кажам право, гледам добар сум, здрав сум, вокалот ми е одличен, како најмладите денови, викам зошто не? Сега има една работа што до сега не ја правев концерти, знаеш, универзална са Македонска опера и балет солистички и така, но овој пат реков, сакам да се замешам со народот. И почна да пеам по ресторани, по хотели, добри, фини, отмени убави. И да ви кажам, искрено, многу сум одушевен народот, а сака мојата песна, сака мојата музика, ги сака моите авторски песни ги сака. Се разбира на песните на Том Джонс и уживаат кога ги пеам песните на Мишо Ковач и на Пројарт. Ги пееме сите заедно во еден глас и тоа е една посебна атмосфера и како ќе го работам тоа и понатаму. Баш ми е добро. Адријана, гледаш како треба да се учи од повозрастните колеги? Така ќе го паметам ова. И јас планирам така, дур можам да пеам. И сега, вие двајца пеете сосема поразлична музика и на свирките нормално да е поразлична и атмосферата и публиката. Ти настапуваш и во ноќни клубови, и во кафеани. Има и убави и неубави работи. Постои ли нешто што, ете, можеби никогаш нема да го заборавиш, без разлика дали е убаво или неубаво? Некоја ситуација, некоја случка во која што си се нашла? Случка како случка, лошото го заборавам, не го паметам многу. Можам да извадам само тоа дека публиката буквално најубавите моменти ми се кога публиката пее со мене. Без разлика дали тоа се мои песни или не, јас на мои свирки максимално се вложувам. Значи давам цела душа, гледам цела енергија да ми биде насочена на тоа да ги направам сите среќни. И секој момент кога публиката ми возвраќа она што го давам јас, ми е во меморија, лошо не памтам. Значи се дешавало, не дека не работиме со луѓе, работиме во места каде што се точи алкохол, меѓутоа само убавите моменти ги памтам. Важно ти е да е публиката среќна? Апсолутно. Затоа работам, затоа живеам. Па јас сум публика сега. Не заборавам, не ти простувам, те проколнувам цел век да си сам.
ко месечина ти да самуваш, други веќе да не оставаш. Оваа песна не ми е пеена, не памтам од кога. Мислам дека меѓу првите кои ја снимив, како кога веќе почнав да работам. И на многу му е омилена, значи се зборувам за месечина, на многу му е омилена и жал ми е што не сум ја вметнала досега на репертоар, меѓутоа те очекувам на моја свирка и ти ветувам дека ќе ти ја пеам цела. Види, како почнуваше стихот? Сонувам. Не, сега Не заборавам, не ти простувам. така, не заборавам, ти ветувам, доаѓам и мораш да ја пееш. Треба да се проба од ова. Па јас чекам да завршиш. Еве завршувам, ајде да пробаме малку. She reassured me with an unfamiliar line. And then she gave Во склоп на оваа убава понуда имаме неколку вина и искрено кога видов дека ни ставаат две, се сетив на една многу убава мисла од Пауло Коелјо. Вели, сега ако сгрешам нека ми простат гледачите, прифатете го сето она што ви го нуди животот. Секое вино треба да се проба, од некој голтка, а од некој цело шише. И сега не знам, ние ќе почнеме со голтка, еве Маријан ќе ни каже какви се овие вина, па да видиме дали ќе завршиме со голтка или со шише. Да, би сакал чисто да објаснам нешто за виното, што ги послуживме во моментот. Првото, белото вино што ќе го пробате вечерва е наше уникатно вино кое се вика Алтан. Зошто уникатно? Затоа што тоа е производ кој ние си го направивме сами и тоа е купажа или куве вино, направено од повеќе сорти на грозија, односно застапени се шардоне, совиньон, темјаника, мускат и жилавка. Тоа е еден добар спој на тие сите, би рекол, интернационални сорти и локални сорти. И виното е направено така да биде баш вино за аператив, вино за соглавно јадење и вино за десерт. Затоа што имате спој на вина кои му дават, сорти на грозје кои му дават тело на ова вино и сорти на грозје кои му дават питкост на ова вино. Значи, као се шардонето, темјаниката и мускат. Тоа е од бербата 2021 година, суво веловинце, значи, со 12,5-13% на алкохол, експлозивно на ароми, би рекол, праска, крушка, во позадина се појавуваат аромите на бозел, босилек. Виното се служи изгледа на температура од 8 до 10 степени Целзиус. Ме купивте, молам, не шише, бурето и си одиме ни од овде со буриња готово. Џулја, Адријана рече дека повеќе сака црно вино, ти? А рече не пе. Не, да знам кој ќе го почнеме, дали да пробаме. Дали ќе пробаме розе или ќе пробаме од белото? Кој ќе го пробаме прво? Јас сум помера кај да ти кажам за белото. Искрено и јас сакав да го избереш тоа. Ти благодарам. На здравје. На здравје. Вау, превкусно. Вау. Превкусно. Баш со душа чекав да го мириснам, толку многу ароми има, сакам да видам кој е аромата. Убава е и, тоест убаво и мезето. Добро е што тебе ти е погодено се. Со Џоле, нели, веќе зборувавме за храната, затоа и некако малку го штирам со прашањата, меѓутоа ќе го прашам секако. Ти секогаш имаш одлична линија, нели, плюс-минус килограм 2 и не е толку страшно. Ако се над, нели, ако има 0, тогаш е страшно. Како успеваш да ја одржуваш линијата? Цел живот сум на диета. Ете така, од кога знам за себе, додавам многу брзо додавам килограми, многу тешко ги симнувам и затоа се трудам повеќе да бидам на диета. Така ми велат и другарките. Цел живот си на диета, од кога те знаеме не јадам ова, не јадам она, така да не ми е многу лесно. Ме гладно ни е девојчево, Џоле, гладно ни е девојчево. Гладна, вечно да знаеш. Напатено ни е. Гладно. Вечно гладна. Џоле исто, значи како дечко си, Џоле. Јас ти кажав и минатиот пат кога се дружевме. Значи, јас годините идеш не ги кријам, имам 67 години. Значи, ја немам проблем со храната. Ја многу јадам, гурман сум голем. Добар метаболизам, ништо друго. И пошто пеам... Младешки дух. Да, младешки дух. Експлозивни јаки песни, тоа се троше, оде. Знам дека Џоле на времето се бавил со спорт. Ти со спортот како стоиш?
Мислам, не дека не знам, ама и веќе се правам дека не знам. Не стојам седам. Пробав прв пат во животот да одам во теретана да вежбам освен да се сликам. Значи бев еднаш запишана претходно, се сликав и толку беше. Толку беше, да. Да, и сега пред моето последно патување некако повеќе се ангажирав као ајде пошто патував нели во дестинација каде што е лето. Одев некое време, преубаво ми беше. Меѓутоа, мене ми треба многу мотив за да вежбам. Најверојатно сега треба што поскоро да се го испланирам следното патување за да имам мотив да вежбам. Ништо, Адријана, јас обично спонзорите ги поздравам на крај на емисијата, морам да ги поздравам еве сега. Бубеин, Reserved и Фигурела, те земам со мене во Фигурела и го планираме вежбаме. следното патување. Да. Оно што ме интересира и секогаш ги прашувам и твоите колеги, кај Џоле малку е поинаку, нема тука бакшиш на неговите свирки. Кој е најголемата сума која имаш добиена? Еве, ако не сакаш, не можеш да ми ја кажеш, меѓутоа, што можеш да купиш со тие пари? Можев да купам нешто да ме направи среќна. Што ќе те направи среќна, Адријана? Немој да мислиш дека немам подпрашања. Ако ти кажам дека ситници ме прават среќна, Знам. па сега види, можам од најмалку до најмногу да купам. Во моментов, бидејќи сме гладни, мислам дека најмногу може да не усреќи храна. Храната. Мезево ни се смешка, па да го пробаме. Јас. Ама прво да го пробам и розето. Ајде, да. Па, такав е редот, нели? Така се. А без на здравје, ништо не бива. Сакам нешто да те прашам и воедно сакам да ти се заблагодарам. Може би темата не е нели многу пријатна и не е забавна, меѓутоа не сакам да ја одбегнеме, намерно ја наметнувам. Во изминатиот период си дозволи и сакаше да зборуваш јавно за еден проблем со кој што се соочи. Тоа е анксиозноста. Буквално ти благодарам за тоа што го направи, за мојот медиум во кој што работам, Вечер МК. Се согласи да се онака соголиш емотивно и да зборуваш, меѓутоа тоа не го направи за да ги собереш симпатиите на публиката, туку го направи затоа што сакаше несебично да го споделиш својот проблем и со тоа да им помогнеш на сите оние кои што се соочуваат со истиот и при тоа не сакаат да зборуваат гласно на таа тема. Така. Јас можам да кажам само дека мисијата ми беше многу успешна. Без разлика дали за мене го направив или за кој да е. Се осетив многу полесно, значи психички било како, а имаше и не можам да ти кажам колку многу пораки добив од луѓе кои се соочуваат со истиот, сличниот или било каков проблем на кој што било како на каков начин можев да му помогнам. Анксиозноста ти ствара некој страф и притисок да тоа уствари не е болест, тоа е не знам ни како да го дефинирам, меѓутоа се додека не признаеш дека го имаш нештото, го немаш. Јас сакав да признам и пак ќе кажам, мисијата ми беше толку многу успешна што денес мислам дека многу полесно ми оди, полесно се справувам. Значи кај мене имаше измешано, јас и ден денес не можам да се соочам со коментарите, ќе го кажам, еве јавно ќе го кажам, со некои што на профилот кога ќе отвориш ќе видиш дека секоја втора работа е сподели за здравје, напиши амин, цркви, не знам што, икони, тие најлошо коментираат луѓе. Јас не можам да разберам потребата. Значи ќе се надоврзам на муабетот од каде и делумно имам анксиозност. Значи мал милион работи со кои што сите луѓе на денешницата, ако не сите 90% се соочуваат, и сакам само да кажам дека со ова можеме и сами да се справиме. Значи е толку многу лесно, само треба да се признае. Чу да гледам клима што со главата. Да, сакам да ја кажам на Андријана па и на гледачите или тебе. Нема човек кој не е анксиозен. Ти кажам, баш во ова време сега кој го живееме, полно со стресови, едноставно болести, нели, ова ковид што направи сето тоа. Сите ние си пиеме и диазепамче, и лората динче, или не знам што, таму кој работи. Мислам, нема човек кој не е анксиозен, сите се плашиме, но ја ќе ви кажем на работа. Без судниот ден, кога ќе сака да не земе горе, умирачка нема. Значи,
И потpuno ја разбирам, и ја сваќам, и ја поддржувам. Дефинитивно, па 90% од светското население пати од анксиозност. Дефинитивно. Кој тоа нема да го признае, лаже. Точно, и Отворено не- ќе ви не е кажам, нешто. лаже и тоа не е ништо страшно. Да, не е нешто за кој што треба да се Живееме во едно такво време, едно време кое е турбулентно, тешко време и на крају крајот сите се бориме на некој начин да екзистираме, да живееме, да имаме подобар живот и сето тоа ни прави и стресови и се и за тоа се јавуваат тие работи. Затоа мислам нека не се мојата колешка секира, не е тоа ништо страшно. Ќе помине и тоа е тоа. Тоа е дел од животот на крају крај. Интересирајќи се за виново, ми останала една мисла некаде во главата, дајте вино да заборавиме на проблемите. Ќе наздравиме со ова вино, а сега ќе добиеме и објаснување, бидејќи нели главното јадење ни следи на здравје, за какво вино станува збор. Да, тоа е исто, пак ќе кажеме, едно уникатно вино на Попова кула. Зошто уникатно? Затоа што тоа е наш бленд или купажа на Попова кула. Направена е комбинација од вранец, тоа е една локална сорта на грозје, и каберне, која е една светска сорта на грозје, значи интернационална сорта на грозје, застапена во целиот свет. Виното е со поголем остаток на шеќери во него, значи полусладко вино, 18,5 грама по литар вино шеќери. Топло го препорачуваме во комбинација со ова, е наш специјалитет, тава Попова кула, значи која е доста интересна за нашите ресторан. Значи една од доста побаруваните главни јадења. Јас се извинувам, можеби на култура од моја страна, сега се насмеав не вам, туку на Адријана, ги преврте очите, предпоставам дека од виното. Јас кога ви реков ќе пеете, вие рековте па не, како ќе пееме ние заедно. Јовано и Јованке ја знаете двајцата, значи мора да ја пеете веднаш. Еве колегата. Не. Колегата забавњак. Еден ќе пее, другиот ќе фаќа терца, значи снаоѓајте се. Како ќе те? Јовано, Јованке. Ајде, Џоле. Не, си пеа на многу убава пе, супер. Крај Вардарот седиш мори, бело платно белиш душо, срце мое Јовано. Многу убаво, супер. Па браво. Не, па секој браво, одлично, супер. Две. Ни треба трета среќа. I've been low so many times to renew the score, but now me treat me so wrong, I can't take anymore, and it looks like I'm never gonna fall in love again. На здравје. Ти се заблажи? Јас кај се заблажам допрева, не се секирате, нема да остане. Секако, јас си сум по благото. Јас мислев ќе се заблажиш и ќе добиеш инспирација нешто да ни запееш. Значи, ова ќе те кошта плюс вино дома. Ау. И таму кај што не си, те наоѓам, замижувам и знам, се препознавам, во туѓата си сенка, осечи си очи, безнадежно, наоколу те барам, за да те најдам, во себе си само. O sebe si samo